Бразилецот Нејмар потпиша за Барселона. Тој се договорил на верност во време трајање од 5 години со каталонците. За мене е голема чест што потпишав со клуб како Барселона, каде што ќе можам да играм со некои од најдобрите фудбалери во светот, изјави 21-годишниот напаѓач. Финансиските детали околу договорот не беа обелоденети, но според бразилските медиуми Барселона платила околу 30 милиони евра за правата на играчот, кој ќе добива по 7 милиони евра плата по сезона. Нејмар го напушта бразилски Сантос, каде одигра 230 надпревари и постигна 138 гола. Тој му помогна на тимот да го освои купот на Бразил во 2010 година и купот Либертадорес во 2011 година, како и шампионатот на државата Сао Пауло во последните 3 сезони. Нејмар официјално ќе биде представен како нов играч на Барселона на Nou Camp на 2 јуни. Радамел Фалкао од Атлетико Мадрид и голманот на Барселона Виктор Валдес успешно ги минуваат лекарските прегледи во Монте Карло, пошто и официјално ќе бидат промовирани како нови фудбалери на Монако. Собственикот на тимот од кнежеството, рускиот милиардер Риболовљев, за колумбискиот напаѓач ќе издвои 60 милиони евра оштета со кои Фалкао ќе биде најскапиот играч во историјата на францускиот фудбал. Ел Тигре ќе потпише 5-годишен договор вреден 10 милиони евра по сезона. За Валдес Монако ќе исплати сума од околу 10 милиони евра, бидејќи договорот на 30-годишниот голман му истекуваше следната година. Монако, кој од следната сезона се враќа во првата француска лига, како цел за доведување ги има и Контрао и Карваљо од Реал Мадрид, а претходно ги ангажираше играчите на Порто, Родригес и Мутиньо. На вториот тениски гренслем годинава Ролан Гарос се играат надпреварите од првото коло во двете конкуренции и уште на стартот се случија неколку изненадувања во машки и во женска конкуренција. Неколку фаворити веќе се пресели на трибините. По Степанек, Мелцер и Монако своите настапи ги заврши Томаш Бердих по еден маратонски надпревар и пораз од домашниот тенисер Гаел Монфис. 4 часа и 7 минути траеше овој дуел, а Монфис победи со 3:2 по сетови 7-6, 6-4, 6-7, 6-7 и 7:5. Монфис во второто коло игра против Ернест Гулбис, кој беше подобар од бразилецот да Силва со 3:0 во сетови. Победи на стартот остварија и Харисон, Росол, Клизан, Фунини, Химено Травер, Ниеминен, Гаске, Хасе, Иснер и Монтањес. Кај дамите, елиминирани во првото коло беа Гергес и Петрова. Кошаркарите на Сан Антонио Спарс забележаа победи во четвртиот дуел со Мемфис Гризлис со 93-86 и со 4:0 во победи станаа првиот финалист на плејофот и шампион на западната конференција. Составот на Грег Попович рутински го завери својот билет за големото финале прво по пауза од 7 години. Тони Паркер со 37 поени беше вистински лидер на Сан Антонио за 39 минути поминати во игра. Тим Данкан го следеше со 15 поени и 8 скока, а Ленар додаде 11 поени и 5 украдени топки. Кај Мемфис најефикасен со 22 поена беше Квинси Пондекстер, Марк Гасол даде 14, а Рендолф 13 поени и 8 скока. Противник на Сан Антонио во големото финале ќе им биде подобриот од источното финале, каде шампионот Мајами Хит има предност од 2:1 во победи против Индијана Пейсерс. Тие вечерва го играат четвртиот надпревар. Кошаркарскиот клуб Академија Баскет и оваа година по 16-ти пат од 13 до 20 јуни го организира Кошаркарскиот камп Охрид 2013 во соработка со МТМ телевизија. И оваа година ви нудиме многу забава, дружење, тренинзи, надпревари и награди од нашите пријатели, како и специјални гости од светот на кошарката кои ќе бидат наши промотори на Кошаркарскиот камп Охрид 2013. Планирани се и посети на знаменитостите кои имаат посебна важност и се карактеристики на градот Охрид. На Кошаркарскиот камп Охрид 2013 ќе се тренира по најмодерни кошаркарски методи, предводени од професионални дипломирани кошаркарски тренери. Дојдете да се дружиме, забавуваме, надпреваруваме, наградуваме и да уживаме во убавините на Охридското езеро и градот Охрид, кој е заштитен град од УНЕСКО. Стани и ти дел од Кошаркарската академија и пријави се на летниот кошаркарски камп Охрид 2012. Пријавувањето се врши на телефонските броеви 078 211 279, 078 393 657, 2521 003 или на имейл адресата academiabasket@yahoo.com. Ве очекуваме.